Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Една од нашите најинтересни рубрики е растение за нашата градина. Овој пат нема да разговараме за растенијата за нашата градина, туку ќе разговараме за 3 нови собни растенија. Гледајте оваа рубрика, навистина интересна. Фитонијата е нискорастечко почвопокривно растение со бујни зелени лисија, нашарани со мрежовидни бели, розови и црвени бои. Исклучително е ефектна, но често разочарува бидејќи е доста непостојана. Познати се околу 15 видови. Најпознати се Фитонија албивенис, Фитонија аргиронеура, Фитонија аргиронеура нана, Фитонија вершафтели, Фитонија вершафтелили перцеи. Фитонијата сака мека сончева светлина и место до сенка. Директното сонце треба да се избегнува, тоа може да ги изгори и оштети листовите. Стандардните видови тешко се одгледуваат во затворени услови. Ова растение бара висока воздушна влажност. Расте на умерено топло со минимални температури од 15 степени. Неопходна е лесна и цедлива почва со добра дренажа. Се полева обилно од пролет до есен, во зима исклучително ретко. Подобро се чувствуваат кога се поливаат редовно и со помалку вода отколку поретко, но со повеќе. Без вода за неколку дена ќе се исуши. Брзо ќе се оживее со наводнување, но постои веројатност од пренаводнување на почвата и гниење. Први знаци за тоа се меките жолтеникави лисија. Зиме треба да се чува од изложување на влага и студ. Сигурно е дека тоа ќе доведе до умирање на растението. Листовите редовно треба да се пулверизираат и да се обезбеди висока воздушна влажност. Се пресадува секоја година напролет. Се размножува преку стеблени сечи при повисока температура и влажност или со делење на растенијата при пресадување. Фитонијата е одлично растение за одгледување во терариум или во шише. Ова многу ја обезбедува потребната дополнителна воздушна влажност и дефинитивно ќе биде одличен акцент во вашиот дом. Ова растение доста често може да се сретне по домовите, а и на пазарите. Листовите ми се виолетово-црвени и личат на листовите на пеперутка, само малку покосо и надолу поставени. Има форма на скршено срце. Во текот на денот се отвараат сите ливчиња во вид на детелина, а во текот на ноќта се затвараат и ја добиваат формата на скршено срце. Латинското име му е Оксалис триангуларис. Расте во вид на грмушка, каде од коренот се појавуваат неколку стебленца кои се многу кревки, од кое секое завршува со ливчиња. Има мал, ситен, но преубав виолетов цвет. Се смета дека потеклото го води од Јужна Америка и Бразил. Треба да се чува на сончеви експозиции во комбинација со сенка. Бара влажна земја, но да не се задржува водата. Треба да биде заштитена од ветар. Не смее да биде изложена на температура под 15 степени. Размножувањето е многу едноставно, со тоа што се вадат тенките стебленца со коренче и се пресадуваат на друго место. Најдобро успева на глинеста земја во мешавина со малку хумус. Одлична е како декоративно растение и ја разбива монотонијата на зеленилото. Цвета со мали виолетови цветчиња во период од 8 до 10 месеци. Јасминум полиантум или собен јасмин е еден од многуте видови јасмини погоден за собно одгледување во наши услови. Потекнува од западна Кина. Во земјите каде што климата дозволува, може да се одгледува и во градината. Расте многу брзо и има многу силно ароматични бои.
цути на крајот на зимата и почетокот на пролетта. Во Саксија достигнува до 1 метар, каде што задолжително треба да обезбедите растението да добие компактна форма. Пупките на собниот јасмин се розови, а додека пак белите бои достигнуваат големина до 2 см, а мирисот им е истовремено силен и ненадразлив. Собниот јасмин би се чувствувал идеално на источен прозорец, каде не јакото сонце ќе му се одрази многу добро. Оптималната температура за одгледување е 10 до 20 степени Целзиусови. Растението сака многу вода во периодот од април до септември. Во жешките летни денови е потребно дури и наводнување по 2 пати на ден. Собниот јасмин сака воздушна влага и пулверизирањето би му се одразило многу благотворно. Во зимскиот период наводнувањето е пестеливо, впива вода кога почвата му се суши. Во периодот на застудување не се пулверизира. Се размножуваат со семе и сечи. Впечаток на многу луѓе е дека од семка собниот јасмин се одгледува полесно и цвета побрзо. Вкоренувањето на сечи трае околу 2 месеци. Се пресадува после цветањето. За да формира пупки и да ве израдува со поприлично расцутување, собниот јасмин има потреба од период на застудување. Недостатокот на период на застудување е главната причина љубителите на ова прекрасно мирисно растение да не успеваат да предизвикаат повторно расцутување. Овој пат ви представивме 3 собни растенија. Се надевам дека прилогот ви беше интересен. Како и секогаш, следете ја рубриката Растенија за нашата градина. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.